Мене на ово прекрасно место. Па да почнеме. Какви времења дојдоа, наместо жени со убави тела, човек да бира жени со антитела. Не е точно дека е скржава, емотивна е, кога треба да дава пари и се плаче. Уживај во љубовта додека е сладко вино, оти подоцна се претвора во вински оцет. И реков дека е убава како икона. Сега си замислила дека е Божица, а мене ме третира како обичен смртник. Мара, моја Мара, навистина ме сака. Вчера ја затикнав како ми ја бакнува сликата од личната карта. Инаку, не давам врз Мара прав да падне. Оти ќе се најде некој друг да ја истресе. Не е точно дека жената за мажот може да биде и рај и пекол. Точно е дека први на рај, а потоа пекол. Некои мажи ги перципираат жените како дар од Бога, а некои други како уловен плен. Инаку да си кажам дека книжевноста ми е многу близка. Често пијам кафе со библиотекарката. За добар мајстор нема крива греда. За жена спортистка секој ден е спортска среда. Сватив зошто во законот за брак и семејство се употребува терминот брачен другар. Сигурно законот го пишува некој пензионер. И уште овој за првиот круг. Ми рече дека почнала да верува во реинкарнација. И треба, Маро, можеби во некој друг живот ќе бидеш убава, згодна и паметна. Ништо, па одново. Што да правим? Нема друг начин, може да гане. Тоа дека си млад ќе дигаш. Никако да ја погодам на Амин. Од после разбрав, атеистка била. Не секоја жена сака да исимнуваш звезди. Пресекне ќе биде ако исимнеш неколку килограми. Не се дружам веќе со еманципирани жени полиглотки. Со такви нема разбирачка. Мажите треба да ги сакаат жените повеќе од фудбалот на полувремето. Кога жената е млада и убава, е како крстосница. Сите патишта водат кон неја. Кога е стара и грда, е како кружен тек, сите ја заобиколуваат. Одредена жена може слабост, ако те прави јак некаде, особено таму некаде. Наката професорката и заврши зимскиот распуст. Веќе не е распуштеница. И да не мислите дека стално пишам само за љубов и тоа околу љубовта, е нешто малку посериозни теми. Македонија нема време за губење. Изгубено е. Сватев зошто некои не сакаат да има попис. Веројатно се за отпис. Никако да најдам добар рецепт за детоксикација. Жолчката ми пукна. Не е точно дека во Македонија нема ред. Ред пред банка, ред пред маркет, ред пред аптека. Некои си ги спремаат скиите и санките, други чекаат пред банките. Живот компот, на првите од авокадо, а на вторите од џанки сливи. Благодарам.